екипите на јавното предпријатие улици и патишта се насекаде, можам да кажам, во градот. Навистина имаат многу работа. Ќе разговарам како и што го најавив директорот на јавното предпријатие улици и патишта Борис Настов. Добро утро. Добро утро. Се наоѓаме на улицата Васко Карангелевски, практично на една од може спорните точки во градот, каде што навистина имаше потреба од поставување на семафори. Еве веќе вашите екипи се поставува и висечките лантерни на семафорите. До каде е оваа процедура? Па, добро, рековте прво поздрав до екипата на програмата на вашата телевизија и ви благодарам за интересот што го имате, бидејќи ова на вистина по самото тоа што гледате во малце не својствени услови, ние интензивно го тераме овој објект, односно ги завршуваме работите за тоа што ова, како што спомнавте, беше можеби една од најспоменуваните крстосници во градот Скопје, за која што беше пуштена во употреба, меѓутоа семафоризацијата, односно светлосната сигнализација не беше воспоставена, очекувајќи да се одобрат формално правно сите проекти и договори кои што се неопходни за да може да се изведе на лице место и да се постави опремата. Конечно, во изминатиот период ги добивме тие потребни документи и дозволи од Министерството за внатрешни работи и секторот за сообраќај, така да дадовме приоритет и како што самите гледате со вонредни напори на екипите од нашето предпријатие успеавме да ги поставиме семафорите. Во текот на викендов ги поставивме и порталите, односно хоризонталните портали на семафорите, така поставени се и лантерните и веќе се поврзуваат, пуштено е, инсталацијата е пуштена и секојдневно одиме на поврзување на лантерните со столбовите и со опремата што е неопходно за тоа и очекуваме во најскоро време да го пуштиме тест периодот, пробниот период на работа. Секако, знаејќи во каква состојба го затекнавме предпријатието и со сите потешкоти, успеавме да обезбедиме и репно материјали кои се неопходни за реализација на овие проекти, така да гледате дека... Да, би сакала да ве прашам, на повеќе локации сте буквално со екипите во градот, меѓутоа, еве на улица Врањо Клус, поставување на големи рабници на тротоарот, па потоа на булеварот Борис Рајковски, санација на тротоар со преуредување на пропаднати бихатон плочи. Се стасува ли се тоа некако да се сработи? Видете, вака да ви кажам, бидејќи нашето предпријатие има повеќе сектори, ова е секторот за светлосна сигнализација и све, и они се посебно се одговорни за ова. Секторот за одржување и уредување на улиците си ги работи овие проекти што ги спомнавте. Исто така во непосредна близина е улицата Фрањо Клус, која што од локалното население, од општината, од градоначалникот беше таргетирана како една од улиците која што е доста експлоатирана, а која што десетици, 20 и повеќе години, 30 можеби, не било воопшто интервенирано и сите сме сведоци на тоа во каква состојба. За граѓаните поточно да знаат, тоа на улицата кај Мак Петрол, старата према Раде Кончар бензинска пумпа што е. Мораше тоа да се направи, сега ги правиме со сите недостатоци некоја реконструкција на улицата, како што спомнавте, и интензивно се работи во текот на неделава, кон крајот на неделата, зависно од временските услови, очекуваме дека и првиот слој на дел од улицата ќе се постави асфалтот, меѓутоа со проширување и подобрување на атмосферската канализација за прифаќање на сите тие површински води, месење на рабници, дополнителни одредени места за паркирање, ќе има посебни микролокации за садовите за смет, така да се зголеми и безбедноста во сообраќајот и безбедноста на пешаците кои се движат и сите жители кои што се во непосредната околина. Знам дека исто така сте поставени, како што и претходно споменав, на повеќе локации во однос на зимската служба. Ке имаме ли со за зимово? Во однос на зимската служба, официјално е почната зимската служба
екипите се на готов, дежураат, материјалите, како што во едно претходно интервју чинам во вашата телевизија, истакнавме дека имаме доволно материјали, така служба, возилата се проверени, проверена опремата што треба да се интервенира. Сега во текот на идната недела очекуваме некои врнежи во контакт со Управата за хидрометеоролошки работи. Можни се врнежи од снег за новогодишните празници, меѓутоа граѓаните нека бидат спокојни, ние заедно со градот Скопје и со службите од другите комунални предпријатија сме подготвени за зимската сезона. И интервенираме и во овој период, најчесто кај што има некои дефекти од водовод, кај што има некој излевање, па така да локално, меѓутоа тоа не може класично да се смета Искрено како... морам да ве прашам, има многу дупки низ сообраќајниците, барем ве прашувам во оние што се градски и по булевари и позначајни за сообраќајното, не дека се помалку значајни општинските улици. Видете вака, сега јас искрено да ви кажам, меѓутоа и граѓаните се сведоци дека точно е тоа дека има многу, меѓутоа од ден на ден се намалуваат. Како дозволуваат временските услови? Ние ги собираме групно и кога ќе се групно повиците од граѓаните, од центрите од ЈСП, од нашиот центар за управување и контрола на сообраќајот. Значи сите информации што стигаат до нас и кога ќе одредена количина за кое што не е исплатливо, меѓутоа е потребно и нужно заради безбедноста и оштетувањата кои што можат опасностите да настанат, пуштаме и тогаш локално. И верувајте дека на сите интервенции ни се нотирани и сите интервенции се во насока на колку ќе ни дозволат временските услови. Так, значи, од ден на ден, значи во неделата, во 2 дена, 3 дена, зависно како има собрано количина, која што е потребно да се интервенира, иако се вакви условите не се рентабилни, меѓутоа се заради безбедноста произведуваме асфалт и го правиме тоа зимско. Дури имаме и нови технологии за сакаме да воспоставиме и за поладно време кога е со посебни рецептури за да на пониска температура се вградува асфалтот и е исто квалитетен како што е и нормалната топлата. Бидејќи во корист на времето, вие исто така помогнавте, бидејќи тоа е активност на градот Скопје, подигање на сите оние стари, како да ги кажеме, објекти во Луна паркот, меѓутоа и се вклучивте во средувањето на кеот на реката Вардар. Да, тоа е веќе секторот за комунални дејности, во соработка со секторот за комунални дејности од градот, согласно програмата што имаме. Ние во изминатиот период сите бевме сведоци, првично сметајки најприоритетно беше машинското чистење на коритото на реката Вардар, за зголемување на проточноста. Ние знаеме водостојот беше надеден во изминатите недели и сите тие собирања на дрва, на гранки, на шишиња и друг отпад кој што Вардар го носеше, а се задржуваше најчесто во подмостовите и околу галиите. Тоа машинско чистење, значи ги ослободивме сите и ја зголемивме проточноста и оние некои што имаше како брденца во Вардар, ги изравнивме, ја извадивме вишокот на земја и на муљ, ги транспортиравме до депонии. Сега е веќе чистење на коритото и скалите и така да сега веќе идеме машинското го оставивме, бидејќи проточноста е зголемена, а сега идеме на рачно чистење и средување на скалите, на коритото на реката Вардар и така да продолжуваме и со тоа колку што дозволуваат условите во вакви временски услови. Навистина на секаде сте, морам да кажам, некако присутни и активни. Има многу да се работи во градот. Ви благодарам за директното вклучување. Не застануваме тука, се гледаме во следна прилика, се со единствена цел да ги информираме граѓаните на Скопје. Апсолутно. Тоа е и нашата заложба и вашата цел да граѓаните бидат навремено информирани и да ја зголемиме во секој поглед од сообраќајот, безбедноста на граѓаните, на возачите. Тоа не е основната цел на предпријатието. Токму и заради тоа и постоиме, за да го зголемиме комфорот на живење, на урбаното живење на граѓаните. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.